Да, после вестите секако минути за првиот разговор во студиото, едно мощно интересно и актуелно истражување кое што говори за довербата на граѓаните во институциите со посебен осврт на законодавниот дом. Истражувањето поглед на собранието на Институтот за демократија е повод за нашиот разговор, а јас и велам добре дојде на авторката, практично ќе речам, на овој проект, Александра Јовеска-Ѓорѓевиќ, раководител на Центарот за парламентарна поддршка и демократизација при Институтот за демократија. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Александра, на самиот почеток реков ќе говориме за една можна интересна тема, каква е перцепцијата на граѓаните и колку истата влијае и во однос на целото општествено обкружување и во однос на општата политичка состојба на она што можеби најмногу влијае на нивната перцепција во однос на довербата кон институциите и во однос на довербата на законодавниот дом. Сето тоа ќе го образложиме во текот на разговорот, но на самиот старт една општа оценка и што беше клучно за да се направи едно вакво истражување и што практично тоа покажа. Ви благодарам многу на поканата уште еднаш. Сакам да кажам сосема на почетокот како вовед дека Институт за демократија ја следи перцепцијата на граѓаните за работата на собранието, меѓутоа и малку погенерално во однос на институциите и во однос на тоа дали сметаме дека се движиме во погрешна или во лоша насока генерално како држава од 2009 година. Сега ова значи дека имаме една обемна дата база на тоа како граѓаните размислувале низ годините во текот на прашањата кои што се поставувани во овие анкети. И убавината или добрата страна на ваквите анкети би рекла е тоа што не само што го даваат сликата во однос на моменталното размислување на граѓаните во моментот кога се спроведува таа анкета, туку можеме да се вратиме и наназад лонгитудинално и да видиме како се менувале, односно како осцилирале тие ставови во минатото, значи дали тоа е во позитивна или во негативна насока и така натаму. И двата моменти се особено битно и особено битно е да бидат искористени од страна на донесувачите на одлуки, имајќи во предвид дека ако забележат значителни стилации без разлика дали во позитивна или во негативна насока во однос на некое прашање, тие со некоја дополнителна подлабинска анализа би рекла, можат да забележат зошто е тоа така и нормално да действува во насока на исправување или на подобрување на самата состојба. Токму такво истражување е истражувањето за кое што ќе зборуваме денеска. За најголем дел прашањата кои што ги представиме имаме дата база која што датира од последните десетина години најмалку, така што можеме да видиме како граѓаните размислувале за тоа прашање во некои од минатите години. Го спомнавте довербата во институциите, токму тоа е прашањето со кое што ја почнуваме секогаш анкетата. Ги прашуваме граѓаните да ни кажат на оценка од 1 најмала доверба до 10 најголема доверба, како ја оценуваат својата доверба во однос на низ институции. И она што сакам да го кажам за почеток е дека забележуваме во последните 2 години благ, меѓутоа стабилен раст на довербата на граѓаните во однос на речисите институции. Традиционално во таа насока граѓаните секогаш највисока доверба имаат во институциите кои што им нудат некоја доза на безбедност или надеж, би рекла. Така секогаш на врвот на оваа скала се наоѓаат институциите како војската со 6,3 оценка на доверба на скала од 1 до 10, што е значително висока. Понатаму полицијата со 5,3, меѓутоа оваа година доминира довербата во верските заедници, која што е 5,9, извинувам. Така што тие три институции заедно со председателот на државата забележуваме дека во последните десетина години доминираат на таа скала. За жал морам да кажам и кои институциите кои што се наоѓаат на дното на таа скала, тоа исто така повторно се институциите кои што се однесуваат, кои што имаат работа со судството, односно со јавното обвинителство. И оваа година нивната довербата која што граѓаните доделиле на овие две институции е под средната оценка, односно 3,5 во однос на судството и на јавното обвинителство. Морам да кажам тука дека забележуваме пораси во довербата на граѓаните во однос на медиумите. Така оваа година имаме скок за 0,2 во однос на средната оценка за доверба на медиумите, 5,3, нешто значи над средната оценка. Меѓутоа, спомнавте дека фокусот на оваа анкета е сепак работата на законодавниот дом, забележуваме одскок од 0,2 поени
и во довербата на собранието, значи 4,8 е оваа година. Еве, бидејќи сега вака ги анализираме, ги гледаме, спомена голема дата база на која што се работи нели самото истражување, но еве ако почнеме од законодавниот дом, бидејќи има споменавте претходно, има нели благо зголемување во однос на претходните истражувања. Што практично овие бројки говорат и конкретно еве ако зборуваме за парламентот? Што најмногу влијае на перцепцијата на граѓаните во однос на нивно размислување, како ја оценуваат работата на законодавниот дом, односно на претениците на кои што им го дале нели легитимитетот својот глас и очекуваат нели да испорачаат тоа што им го за што се всушност дел од оваа власт. Да. Истражувањето во однос на перцепцијата за работата конкретно на законодавниот дом е навистина обемна во ово истражување. Имаме прашања кои што се однесуваат на различните форми и механизми на работа кои што собранието ги има во својот мандат на делување и забележуваме дека во голем дел од нив имаме напредување во однос на перцепцијата или ставот на граѓаните за нивната работа, што неминовно придонесува кон зголемување на некое општо нивно задоволство за работата на собранието. Меѓутоа забележуваме и дел од работата на собранието за кој што граѓаните можеби имаат статус кво во однос на минатите години, значи забележуваме дека нема никои промени во наставовите, меѓутоа има и области кои што се набележува уназадување, односно зголемување на негативната перцепција на граѓаните во однос на таа работа. Имаме едно прашање за кое што ги замолуваме да ја оценат генерално нивната задоволство од работата на собранието на некое погенерално ниво. Таа е оценка доделуваме на скала од 1 до 5 и тука забележуваме благ, меѓутоа позитивен тренд во последните 2 години. Така граѓаните на пример на скала од 1 до 5 работата на собранието задоволството е оцениле со 2,7, што повторно забележува тренд на позитивна перцепција во последните 3 години. Сега можеби на граѓаните не им изгледа многу таа оценка од 2,7, меѓутоа морам да кажам дека од 2009 година кога првпат е поставено ова прашање до сега 2,7 е во топ 3 оценки кои што некојаш е дадена за работата на собранието. Највисока оценка е дадена во 2017 година, 3,4 години, тогаш 3,4 поени се извинувам. Тогаш беше воек таа некоја шарена револуција, па можеби граѓаните беа многу повеќе возбудени, многу повеќе надежни во однос на тоа како ќе се движи иднината на државата и пред се работата на собранието. Меѓутоа забележуваме и дека позитивни оценки граѓаните непосредно повисоки позитивни оценки даваат непосредно пред парламентарните избори. Така што кога добивме оценка повисока во однос минатата година во однос на 2024 година, тоа можевме да го препишеме на тоа дека непосредно се случија парламентарните избори, меѓутоа тоа дека и оваа година забележавме раст во средната оценка на задоволството на собранието, укажува дека граѓаните веќе почнуваат да градат некој позитивен генерален позитивен слика за тоа колку собранието ги исполнува своите функции дадени во нивниот мандат. Како некоја меѓузона, не е ни најдобро, но не е ни најлошо. Да, не е ни најдобро, не е ни најлошо. Најверојатно таа некоја позитивна перцепција за тоа како се движи државата, во која насока се движи државата и довербата на институциите повторно се забележува во ова наше истражување. Например, на прашањето дали сметате дека државата се движи во погрешна или правилна насока генерално, значи тука оставаме на испитаниците сами да потолкуваат што според нив значи тоа правилна или погрешна насока на државата. Забележуваме значителен би рекла пораз на позитивното размислување кај граѓаните. Еве ни збројки ова да го изразиме, например, доколку 2024 година 17% од граѓаните рекле дека животот се движи во позитивна насока. Оваа година овој процент изнесува 28%, што е значи сериозен отскок на процентни поени на граѓаните кои што имаат позитивна слика за тоа дека се движиме во правилна насока. Сепак, овде мора да се каже дека моменталната состојба е дека половина од граѓаните сепак сметаат дека се движиме во погрешна насока, што е мнозинство од испитаниците, но повторно ќе кажам, тој тренд на подобрување
кој што е стабилен од 2024 натаму, ни дава можност да заклучиме дека еве граѓаните сепак сметаат или почнуваат да градат слика за тоа дека се движиме во правилна насока. Овде морам да кажам и од аналитичка гледна точка дека е навистина многу тешко да очекуваме некое радикално или трансформативно поместување на перцепциите на граѓаните во позитивна насока. Значи сега очекуваме, не знам, раст од 15-16% и преголем скок да биде така. Особено во вака генерички или општи насоки, тоа би значило дека таа перцепција треба да биде отсликана на нешто што е радикално или трансформативно случување во општеството, кој што граѓаните може да го пипаат на своја кожа. Такви трансформативни, радикални, би рекла, позитивни поместување во општеството, навистина е тешко често да се случуваат. Многу пореално е дека ваквиот стабилен благ раст може да доведе до некоја стабилна перцепција на граѓаните дека навистина се движиме во правилна насока. Се надеваме дека овој тренд ќе се задржи, бидејќи се случува само да кажеме 3 години поред. Така, низ бројки гледано. Но колку еве ова само истражување пак анализирано низ бројки, сепак може да открие за директното влијание на силната партизација на политиката во општата една перцепција граѓанска? Токму тој момент, колку партиските матрици на пратениците кои што се наоѓаат во собранието влијаат во донесувањето и во независноста на собранието во донесувањето на одлуки. Тесно се поврзува со тоа колку собранието го исполнува надзорот, односно надзорната функција која што има во рамките на својот мандат. И општо кажано, аналитички, ова е најслабата алка на собранието, значи практикувањето на надзорната функција, односно држањето на власта и на државните институции во контрола е нешто што собранието најслабо го исполнува реално, и тоа е нешто што се отсликува исто така и во перцепциите на граѓаните, односно во нивното разбирање за тоа колку собранието ја држи власта одговорна за тоа што го работи. Едно од прашањата кои што ги имаме, дали сметате дека можеби партениците се премногу зависни од волјата на партискиот лидер, и тука константно во последните 10 можеби повеќе години граѓаните токму тоа го наведуваат, дека партениците се премногу зависни или од своите матични партии, од својот партиски лидер. Што практично и дебатата формалност би рекла ќе ја направи, отколку онак што како нели го гледаме како крајен исход од самите дебати кои што се клучни во носење нели на низа на закони кои што се од директна важност за граѓаните. Можеби и таа цела перцепција и тоа цело размислување го формира кај граѓаните. Она што го гледаат и од самите дебати, како самите претеници нели се наметнуваат во таа дебата пред да се донесе нели некое законско решение. Да, токму така, особено во парламентарни демократи како нашата, дебатата во собранието е клучната. Тука е тоа местото каде што се кројат животите на многу граѓани преку законските решенија и законските регулативи, доколку таа дебата не произлезе, не резултира со некое решение кое што е од општо добро за целокупната јавност, тогаш граѓаните тоа ќе го покажат и на анкети како ова, дека не се задоволни од тоа колку собранието исполнува таа надзорна функција или колку независно делува во однос на кои се би рекла партиските директиви или директивите на партискиот лидер. Едно од прашањата е кој што го имаме повеќе од 10 години застапено, значи и тука имаме низа на години кои што репетитивно граѓаните сметаат дека владата, односно власта е таа која што има целосна контрола или делумна контрола врз собранието, наспроти една помала група на оптимисти кои што сметаат дека собранието е тоа кое што во рамките на својот мандат ја прави контролата врз власт. Значи, ова не забележуваме некое сериозно отскокнување во овие размислувања и оваа година. Има некоја блага нишка на подобрување, меѓутоа не е толку солидна за да кажеме дека навистина еве собранието дало друг впечаток пред граѓаните дека ја држи власта под контрола и го прави тој надзор врз владините политики. Па практично интересите на граѓаните како да доаѓаат во втор план.
да кажеме, можеби од она што го имаат посочено во самата анкета. Мене она што многу ми беше интересно и на самиот почеток го споменавте во однос на пораст кај перцепцијата на граѓаните за тоа во која насока се движи државата. Што е можеби она што го покажува самото истражување во однос на овој дел, бидејќи можеби тоа е и клучното што секој граѓанин некогаш и интимно, некогаш и како општествено и граѓанска одговорност полесно го кажува и го преточува во резултативе од вакви анкети. Да, би рекла дека ова може би едно од најсензитивните прашања кои што ги имаме и бидејќи е пуштено на слободно толкување на испитаникот од собствена гледна точка да си го изрази својот сентимент за тоа дали сметаме дека се движиме во погрешна или правилна насока. И добиваме една најширока слика, би рекла, за тоа што сметат граѓаните за правецот во кој што се движиме. Забележуваме пораст на оптимизам кај граѓаните во последните 2 години. Има тука значителен одскок во однос на процентите, како што кажав и претходно, значи од 17% граѓани кои што сметале дека е позитивно правецот на движењето на државата во 2024 до 28%, што е нешто пократко од 1/3 од граѓаните, што е сериозна бројка за ваква сензитивно прашање кое што е оставено на пошироко толкување на самиот испитаник. Меѓутоа повторно 51%, значително сериозна половина од граѓаните сметат дека се движиме во погрешна насока. Сега, доколку имаме во предвид дека од тие 1020 испитаника колку што се вклучени во оваа анкета. Само и да споменеме од кога до кога се правеше, Александра, испитувањето? Да, значи испитувањето почна крајта на февруари и траеше до 10 март. Некои 2 недели во тој временски период беше спроведена теренската анкета. И значи доколку земе во предвид дека од овие 1020 испитаника, половина смета дека се грижиме во погрешна насока. Меѓутоа повеќе од половина секако имаат некоја позитивна релација со нека политичка партија, односно доколку ги прашаме за која политичка партија би гласале следната недела, сигурно ќе знаат да ни кажат конкретна политичка партија. Тоа значи дека значителен процент од граѓаните кои што имаат на ум политичка партија, сепак и од власта, сепак сметаат дека се движиме во погрешна насока, што повторно би рекла, доколку се земе трендот на перцепцијите на граѓаните во однос на ова прашање, е нешто што можеби носителите на власта треба да го земат и да го истражат малку подлабински, подополнително и сигурно сум дека ќе дојдат до одговори за тоа како да го подобрат животот на граѓаните во државата си со цел следната анкета да имаме уште попозитивен исход во однос на овие размислувања. Така, знам дека ова можеби се е нешто тесно поврзано, но сепак не е можеби директен индикатор кој што се разгледувал во самото истражување, но кога говориме за перцепцијата на граѓаните, за тоа во која насока се водиме, споменавте сензитивно е и практично секде има доза на сензитивност во сите прашања, кога треба нешто да се каже, искрено размислување, кое што ќе даде една оценка, една слика на општественото живење, насоката во која што го тераме. Меѓутоа, колку овој заглавен евроинтегративен процес можеби придонесувајте за вакво едно размислување? Ова е прашање кое што го имавме истражено во едно претходно истражување на нашиот институт. Забележуваме дека има некоја доза на благо подобрување на перцепцијата на граѓаните во однос на тоа дали ја поддржуваат или не ја поддржуваат евроинтеграцијскиот процес на државата во Македонија. На Македонија се разбира дека има позитивна релација. Не сметам дека граѓаните очекуваат дека премногу брзо ќе се придвижат работите. Мислам дека веќе ни е доволно јасно за тоа дека се потребни многу повеќе напори од двете страни, можеби за да имаме некое суштинско или опипливо придвижување во правец на откочување на тој евроинтеграцијски процес. Така што сметам дека граѓаните не ставаат премногу очекувања во таа насока. Мислам дека довербата и таа позитивна перцепција која што имаат ја влечат од некои други можеби области на живење, бидејќи анкетите покажуваат на тоа дека ја го поддржуваат тој евроинтеграцијски процес, меѓутоа не се надеваат дека во многу брзо време, да кажеме во следната година ќе има предвижување значително во таа насока. Можеби суштински важно е она што во моментов ни се случува
ни се случува дома. И она што како ја гледаат и во каква држава сакаат да живеат, какви институции им се потребни и она што овде и сега се случува. Интересен момент во самата анализа, во самото истражување покрај ова што споменавме со посебен осврт на работата на собранието, меѓутоа и другите, да кажам, се исто толку интересни моменти, еве да ги проговориме верските заедници. Интересно е дека има голем одскок на скалата од 1 до 10. Што суштински е важно за да се оцени нивната работа и она што го имаат како влијание кај населението? Да, верските заедници стандардно кажав дека имаат највисоката доверба како институција во граѓаните, тоа е години наназад. И имајќи во предвид дека навистина многу ретко ги земаме во наративот во политичкиот наратив за тоа колку тие можат да допринесат во однос на придвижување на целата позитивна слика на живење на граѓаните во државата, мислам дека навистина не ги земаме во предвид во степенот во кој што тие докажуваат дека имаат доверба меѓу граѓаните. И нешто што навистина треба да ги земеме и како одговорни во таа насока, имајќи во предвид дека, еве да кажам, 5,9 што е оценката која што граѓаните ја даваат како доверба на скала од 1 до 10, што е навистина високо, е исто речиси рамниште со оваа година со војската. Сега тука можам да кажам дека во однос на минатата година ова институцијата која што бележи благ пат, например минатата година 6,3 била оценката на доверба во верските заедници, меѓутоа 5,9 оценка е сериозно висока. Токму верските лидери од таа, имајќи во предвид дека граѓаните имаат таа доверба во нивниот наратив, во нивните насоки, можеби би требало многу повеќе да се занимаваме во тоа што тие го користат во нивната реторика, пред се во однос на меѓуетничките односи како сензитивна тема, можеби меѓуверските односи во таа насока. Во крајна линија и наградење на соживот, помеѓу младите генерации и воопшто помеѓу граѓаните. Она што споменавте, многу е важно и да се земе нивната важност, односно да се препознае нивната важност, да се искористи, но од друга страна одговорноста која што е тесно поврзана. Да, апсолутно се сложам, особено во таа насока, во градењето на тој соживот, можеби да се омекне тој наратив на различности, да се гради некој наратив на поголема сличност и градење на заеднички иднина која што е, да кажем, изземена од товарот на етнички поделби и на верски поделби пред се. Така што оценката која што граѓаните даваат секогаш е висока низ годините наназад, меѓутоа не гледам дека некој од политичките партии или можеби од верските лидери го има земено тоа предвид и да почне да ја гради таа насока на поголема интеркултурна толеранција и меѓуетничка толеранција во државата. Ги споменавте на самиот почеток и одбраната, институциите кои што директно тесно се поврзани со безбедноста, можеби тие влеваат повеќе сигурност на еден начин кај граѓаните. Каква е оценката таму и на што истата се темели? Да, војската минатата година била оценета со 6,1, сега оценета со 6, можеме да заклучиме дека има стабилно висока оценка и сега, меѓутоа и редовно низ годините. Ова оценка беше очекувана, ќе беше неочекувано доколку беше пониска, тогаш навистина ќе се засекиравме, ќе требаше да размислуваме зошто граѓаните сметаат дека нема доверба во таа институција. Институциите кои што се тесно поврзани со држење на моќ, особено на екзекутивна силна моќ во своите раце, кои што имаат мандат да употребат моќ, се у принцип институциите кои што вливаат најголема доверба кај граѓаните. И покрај тоа што да кажеме полицијата е нешто пониска средна оценка 5,3, сепак се наоѓа високо, односно се наоѓа над средната оценка, би рекла, кој што граѓаните даваат за својата доверба во институцијата.
Ова е сосема очекувано и сметам дека таа доверба треба да биде во најмала рака одржувана или дополнително градена, бидејќи чувството на сигурност е основно чувство кое што секој граѓанин треба да го има доколку живее во собствената држава. Од сите институции кои што беа наброени, токму војската е таа која што граѓаните ја восприемаат како кое е чувството на физичка безбедност која што ја имаат во рамките на својата држава. Така што ова е едно позитивно гледиште кое што се одржува во минатите 10 години со сигурност, меѓутоа и треба да биде минимум толку ако не и повеќе. За градење на љубов и почит кон сопствената држава, така. Да. Сега доаѓаме на едно можеби од исто толку сензитивни, меѓутоа и сега не знам како да речам да го анализираме овој момент околу судството, јавното обвинителство, пониски оценки. На што се должат тие? Пониските оценки не само во нашата анкета, туку и во низа други анкети кои што можеби се поконкретно насочени кон довербата во самото судство, секогаш ќе стават овие две институции на дното. Она што забележуваме во нашата анкета оваа година е дека и покрај тоа што се на дното, сепак има благ одскок во однос на позитивна насока. Значи, доколку граѓаните минатата година сметале дека 3,2 ја оцениле довербата кон судството во 3,2, ова година е 3,5, што повторно покажува некој извесен тренд на позитивна перцепција или позитивно чувство на доверба кон оваа институција, меѓутоа сепак се наоѓа на дното и тоа на сериозно дно. Во однос на тоа дека сите институции кои што се над институциите кои што се судството и јавното обвинителство со оценките се навистина барем за 1 поен повисоко. Мислам дека граѓаните очекувано да се даде таква оценка, особено бидејќи во последниот период и покрај тоа што беа најавувани значителни реформи, уште не го осетиле граѓаните бенефитот кој што тие реформи би ги донеле. За да се постигне подобрување во довербата кај некоја институција, навистина треба граѓаните да имаат опипливи или видливи резултати од таа институција, па да можат да ја зголемат својата доверба во истите. Се надеваме дека можеби ќе се сретнеме до година повторно да ја дебатираме следната теренска анкета. Јас се надам дека овде ќе видиме одскокнување во однос на оваа институција во довербата. Така, како е оценета работата на владата? Работата на владата е стабилна, односно е дадена истата оценка како минатата година, значи 4,7. Може да се каже дека тоа нека средишна оценка кој што е така, што низ бројки тоа практично вака би значило и конкретно на кои прашања одговара кога се работи за владата. Да, значи например владата е оценета со доверба 4,7 исто како минатата година, меѓутоа претседателот на државата исто оцена 4,9 исто како минатата година. Значи тука забележуваме некоја стабилност, односно статус кво во однос на тоа колку граѓаните веруваат или не веруваат во владата за сметка на некои други институции како што се забележува зголемување на довербата, како например кажавме собранието, јавната администрација исто така бележи. Тоа ќе ми беше следното прашање околу јавната администрација. Да, бележи подобрување. Ова значи дека граѓаните можеби не забележале некои значителни одскокци во однос на резултати кои што овие институции треба да ги спорачаат на граѓаните и затоа имаат оценуваат со некоја стабилна оценка, истата маса на луѓе, таа која што се уште смета дека таа доверба која што владата и претседателот на државата ја заслужуваат, би рекла. И јавната администрација, например, забележувам исто така сериозен, благ меѓутоа значителен одскок од 4,6 минатата година на 4,9 оваа година. Спомнав на почетокот дека граѓаните се подарежливи со позитивни оценки непосредно пред или по избори. Имајќи во предвид дека токму оваа година беа спроведени локалните избори, неколку месеци пред да ја почнеме нашата анкета, се уште сметаме дека дел од овој позитивен тренд може да биде по тие импресии. Токму ради тоа дека граѓаните имаат нова надеж во новите раководства на нивните локални самоуправи. Така што ова е индикативно, меѓутоа не по секоја цена би рекла дека станува збор за реална доверба која што граѓаните би ја дале доколку ситуацијата поинаква, да кажеме, во локалните самоуправи. Клучно ќе биде до година. Доколку до година овој тренд продолжи да расте или е стабилен, тогаш
тогаш ќе заклучиме дека граѓаните навистина се задоволни од својата локална администрација. Меѓутоа за сега би рекла дека таа некоја база која што се анализираше локалната власт во ова истражување? Не, значи ова е единственото прашање каде што ги прашуваме за локалната власт, за жал. Так. Во однос на администрацијата уште малце ако може да се задржиме, бидејќи споменавме има благо поместување, дали тоа се однесува можеби на довербата во тоа што треба да испорача самата администрација? Да, сигурно има, значи се става акцентот, особено сега со реформската агенда, се става акцентот на таа јавна администрација. По функционална да биде функционалност, да. Во тој контекст и претпоставам дека граѓаните токму во таа насока и изразуваат својата доверба или ја даваат својата доверба за за јавната администрација. Се забележува и тука благ пораст на довербата која што граѓаните имаат во јавната администрација. Меѓутоа повторно ќе кажам ќе видиме дури следната година дали овој позитивен раст ќе биде одражан или можеби сепак е даден само како една стартна поддршка за јавната администрација, што е тоа што се ти мора да го испорачаат со сите реформи кои што се на повидок. И дали ќе биде тоа одраз можеби на самата политичка клима од тоа како се одвивало. Да. Еве ако можеме вака да ги гледаме од претходните истражувања, значи што ги имате направено, каде е најголемиот одскок, а каде е најмалиот? Може ли така некако да се анализираат? Споредбено со оние истражувања што и претходно ги имате направено. Во однос на довербата на институциите, има благо подобрување во речиси сите институции. Значи тоа нема некој значителен одскок, меѓутоа забележуваме дека има благо подобрување во речиси сите институции. Сепак пак ќе кажам, значи има институции кои што се традиционално со висока доверба, меѓутоа и кај тие кои што имаме традиционално ниска доверба, тука забележуваме благ пораст. Ова би можело да биде добар сигнал за самите институции да го фатат тој момент на позитивно исчекување или позитивен напредок во однос на довербата кај граѓаните и навистина да испорачаат се со цел прво да бидат подобри и поефективни институции за своите граѓани, меѓутоа и еве кога се сретнеме до година да имаме да кажеме дека ја оправдале таа зголемена доверба или дека го држале тој раст на доверба кај граѓаните. Колку се важни овие суштински важни истражувања за она што споменавте, еве да биде индикатори за институциите каде може да се поправат, што може да направат подобро во интерес на граѓаните, услугите, функционалноста на самите институции и од друга страна колку има интерес од нивна страна ова да им биде мало придвижување за тоа во која насока одат, до каде се и каде би можеле да бидат подобри. Мојот став и ставот на Институт за демократија дека секоја политика која што треба да биде превземена треба да биде подкрепена со докази. Значи треба да има сериозно истражување на терен или во областа во која што таа политика се носи. Доколку носителите на одлуки не знаат што е тоа што на граѓаните им треба, нормално е дека мали се шансите дека ќе успеат да креираат политика која што ќе одговара на потребите на самите граѓани. Овие истражувања се навистина добар показател. Можат да укажат на тоа каде граѓаните се загрижени или каде граѓаните имаат ниска поддршка, па со некои дополнителни подлабински анализи самите власти да истражат зошто е тоа случај, зошто е тоа така, па да го адресираат тоа прашање. Ова сметаме дека е единствениот правилен начин на кој што треба да се носат политики. И можам да кажам дека ние проактивно, еве сега и со помош на вас, медиумите, меѓутоа одиме и кај самите институции и ги презентираме наудите кои што ги имаме. Можам да кажам дека еве конкретно бидејќи фокусот на оваа анкета пред се работата на собранието, има известна доза на интерес кај дел од политичките партии кои што се во парламентот и кај дел од партениците. И му кажуваме на тоа каде граѓаните сметаат дека собранието потфрлило во работата и се трудиме заеднички да дискутираме зошто можеби тоа е така и каде можеби тоа може да се подобри.
Да се изгради еден транспарентен однос сега, да кажеме, за да може да се искористат овие позитивни, независно какви се резултатите од истражувањето, па дури и некаде каде што се потврло да може да се направи еден исчекор за тоа каде да се најдат подобри политики да се градат. Например, би спомнала тука еден позитивен исчекор, например во таа насока, теренската анкета години назад кажуваше дека граѓаните го перцепираат собранието како нетранспарентно и како можеби недоволно прави исчекор во однос на информирање и вклучување на граѓаните во својата работа. Ова е нешто на кое што собранието интензивно работи последните 7-8 години сигурно. Значи, тие напори на собранието да се подобрат во таа насока надминува 2 парламентарни состави, значи тоа е нешто што е заложба која што собранието го има подставено и за среќа новиот политички состав продолжи да инвестира во тие заложби, па така беше изградено парламентарното ТВ студио како матично студио, како извор на информација од работата на собранието. Понатаму беше унапредена собраниската веб страница во однос на контакт на граѓаните со нивните избраници. Се работи на тоа да бидат отворени локалните канцеларии на пратениците на локално ниво во нивните изборни единици, каде што граѓаните ќе можат да одат и лично да ги посетат своите народни избраници, да кажат некоја иницијатива или да прашат некое прашање. Значи во таа насока се прават сериозни исчекори, например понатаму сите седници пленарни комисиски веќе одат во живо. Така што тоа навистина еден чекор кон транспарентност, кон сериозна транспарентност кој што собранието навистина е посветено, можам да кажам, како човек кој што ја следи блиско работата на собранието. Она што моментално фали е можеби да се прошири таа информација до граѓаните. Фали тој момент на граѓаните бидат поблиску информирани за кои се можностите кои што ги имаат тие за учество во работата на собранието и на кој начин тие можат блиску да се информираат за тоа што собранието има сработено во актуелниот и сите идни парламентарни состави. Така што можам да кажам дека во таа насока се прават исчекори и тоа е едно од заложбите на собранието кое што беше подкрепена врз основа на докази. Значи што е тоа што граѓаните сакаат да го видат, како сакаат да ги посетат своите народни пратеници и на кој начин сакаат да бидат информирани. Така што во таа насока се прават значителни исчекори подкрепени на докази, би рекла. Така, и да се гради една сериозна парламентарна демократија која што е во интерес на граѓаните. Апсолутно, да. Така, Александра, ви благодарам многу што бевте денеска заедно со нас, што малку и подетално го разгледавме ова сериозно истражување и верувам дека со нови информации во некое следно истражување секако ќе оставиме простор се во интерес на граѓаните и на тоа што ним е потребно и тие ќе го дадат крајниот суд или крајната оценка и за работата на институциите и можеби со посебен акцент за работата на законодавниот дом. Благодарност уште еднаш за издвоеното време. Благодарам на поканата уште еднаш. Така, почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото со исто толку интересен разговор. Бидете со нас.